треба во ред. Меѓутоа многу побаво се наредени бекатон плочките до асфалтот и оградата отколку самиот асфалт. Се разбира, човекот оде веројатно по онаа старата дека Господ прво на него се ставал брада. Меѓутоа, она што е позагрижувачки е дека Петар Спасов нема намера воопшто ништо да направи ниту за Мокриево, ниту за другите населени места. Доказ за ова е оваа програма, негова програма од пред 4 години. Значи тој пред 4 години дошол овде и барал поддршка од граѓаните на Мокриево со програма. Во програмата ветил дека до 2011 година ќе заврши канализацијата во Ново село, дека до 2010 ќе реконструира водноводната мрежа во Сушица, дека до 2012 ќе изгради водоводна мрежа и филтер станица во Дражево, дека до 2011 ќе изгради резервоари за вода и фудбалско игралиште во Старо Коњарево, дека до 2012 ќе изгради резервоар за вода и филтер станица и канализациона мрежа и ќе ја реновира водоводната мрежа во Самуилово, дека до 2011 ќе го асфалтира спортското игралиште во Дражево, дека до 2012 ќе изгради регионална канализациона мрежа за Смоларе, Дражево и Старо Коњарево, дека до 2010 ќе го модернизира Смоларскиот водопад, дека до 2011 ќе изгради акумулации за наводување во Мокриево, Мокрино, Борисово, Колешино, Смоларе, Дражево, Старо Коњарево и цевковод над целата до полето заради наводување. Значи тој ветил дека до 2011, значи до пред 2 години, ќе изградил 7 брани. Се разбира, нема изградено нито една. Исто така ветил дека до 2011 ќе изгради канализација за отпадни води во Борисово. Ветили дека ќе отвара откупни пунктови за земјоделските производи. Секако Петар Спасов ветувал многу. Може би ветува и сега, вие знаете, тој нема многу срам да оди да бара гласови. Меѓутоа, едно е да ветиш, друго е да оствариш. Ние пред година и пол, кога беа парламентарните избори, ветивме нови 135 милиони евра за 2012 за земјоделците и тие пари веќе се исплаќаат. И вие сте сведоци дека и тутунарите, и млекарите, и сточарите, и полјоделците ги земаат парите. Тоа е разликата помеѓу нашата програма и оваа програма на Петар Спасов, која ништо не значи. Оваа програма е само лажење за да се дојде до одредена позиција. А од кога ќе се дојде до позиција, тогаш имаме ексклузивни прошетки до Сандански, имаме начин на владење хедонистички, 4 години човекот си се одмараше и сега пред избори се разработи. Вчера удри камен темелник таму во Ново село, гледам нешто поставува бандери, не знам што прави, поставува улично осветлување на 3-4 дена до изборите. Епа Петре, 3-4 дена до изборите не се работи. Се работи цел мандат, ако сакаш да добиеш тој мандат. Ти ништо не направи за твоето село, селото од кое што потекнуваш, и ако си живееш во Струмица, но не направи ништо за твоето село. Од таму каде што си пораснал. И затоа тоа исто село, кое што пред 4 години те направи градоначалник, овој пат ќе те казни. И Мокриево ќе го даде гласот за Блажо Велков,